Зошто ти е поблиска политиката на СДС? Мојот концепт на гледање на Македонија се преклопува со таа идеологија. Јас се пронаоѓам во таа идеологија. Зошто ти е поблиска политиката на СДС? Еве вака отворено да те прашам. Знаете што? Благодарам на ова прашање. Да. Левичарската политика е политика која во себе, ја на почетокот малку зборев за 21 век, капитализмот и левицата. Значи, капитализмот не е неиманентен за левицата, значи во тој дел. Значи, левичарската политика е политика која води грижа за целокупното население и не е елитистичка политика. Значи, не е тоа политика на елити, па сега тука да се одвојат елитите од народот, па горе да живеат некаде на небото како богови и така натаму и така натаму. Како што го има, например, во конзервативна Европа денеска, во Европска унија, елитите се уште силни. Заради тоа десничарските партии се многу силни во Европа, значи во тој дел. Значи, вие во Европа денеска ги имате елити, аристократија, се уште тоа постои, значи во тој дел. Па на крајот на денот и ВМРО ДПМН е членка на таква групација во Европа. Значи, како се вика таа EPP, European People's Party. Да. Јас сум имал прилика да запознавам некои луѓе во мојот живот од таа провиниенција. Тоа се луѓе кои се аристократи, припаѓаат на богатите општества, на шестоколено богатство оставено и така натаму и така натаму и така натаму. И тоа се луѓе воспитани во тој дух, марамата тука внатре, Old money. Значи, така. Значи, во тоа, ја не сум тој човек. Значи, мене ми е поблиска она граѓанството како такво, ја така го гледам и ги гледам проблемите на граѓаните. Јас сум не само што сум левичар, јас сум повеќе можеби центар, либерален сум, значи во тој дел. Како да ви кажам, сите теми на либерализмот во најголем дел, 95%, 99% ако сакате, ги прифаќам. И права на ЛГБТ и сето тоа е прифатено од моја страна. Затоа така сум убеден, така сум воспитан, така ги гледам работите и тоа е моје приватно право да бидам ја така позициониран, го гледам и така делувам. Значи во тоа. Цело време во годините на назад Македонија има една тема во суштина. И ние зборевме за таа тема сега пред малку. Не пред малку, малку подолго во овој разговор. Тоа е нашата интеграција со светот. Од Гоце Делчев кога тргнавме полет за културен надпревар до Европска унија, до сите овие работи, таа тема е тема која реално Социјалдемократскиот сојуз ја владее подобро од опозицијата што е сега во моментот. Гори повеќе за таа тема. Не може опозицијата да се пофали, ВМРО ДПМН не може да се пофали со тоа дека е нешто фан на таа тема, дека е нешто енергичен за пристапот на Македонија кон Европска унија. И сега мојот концепт на гледање на Македонија, мојот лајф кон Македонија, мојот поглед кон Македонија се преклопува со таа идеологија. Јас се пронаоѓам во таа идеологија. Таму нема нешто. Инаку, кој знае за моето работење 32 години, ќе знае дека 90-тите години јас сум еден од најострите критичари на приватизацијата во Македонија. Во 90-тите години кој беше на власт? Во приватизацијата? Значи да си бидеме тука на чисто. Добро, тука само да се докажам, тука и 3/4 од сите ВМРО-овци што постојат и поделени и неподелени ВМРО-овци, сите знаат што сум пишувал ја 90-тите години, тие што се сеќаваат. Значи, тоа јас сум го тргнал, ја и ден денеска зборувам за таа приватизација. Ама не. Ајде за редакцијската политика да збориме. Редакцијската политика на Инфомакс е така. Ние сме биле остри критичари и 2015, 16, 17 сме биле и поддржувачи и на власта и сме и критикувале на тогашната власт. Сме биле остри критичари на претходната власт на Зоран Заев од причини кои што на сите им се јасни. Конкретни работи, да. Можеби јас не сум бил критичар на некој проект што бил добар. И ние сме знали да го пофалиме, например, ама не го реализираше проектот во Штип за бранат. Го пофали. Го пофаливме проектот, ама сам да кажам дека мораме ние како јавност, сепак си дел од јавност, 30 години си дел од јавен живот,
Мораме како јавност да престанеме со пропагирање идеи. Мора да престанеме со гола пропаганда. Така е. Мора да престанеме со навивање и мора треба да ги одучиме граѓаните Така е. да гледаат, читаат, слушаат медиуми кои што навиваат за нивната екипа. Прво, Александар, треба да кажеме, ако зборуваме за криминал, добра позиција, ова е Да. добро место да пренесеме една порака. Ако зборуваме за криминал, криминалот во едно општество, во една држава, има име и презиме. Љупчо Звиков е криминалец. Направил, не е доволно да кажеш дека е криминалец. Да, треба да се Пред да му ја залепиш етикетата, ќе му намениш темите. Да. Па ќе кажеш, тоа направил, тоа направил, тоа направил, тоа направил. Го повикуваме обвинителството да се Така е. занимава со тоа прашање. Не можете вие анблок да кажете на пресконференција Љупчо Зиков е паразит, као што ВМРО ДПМН Наум Стилковски тоа го кажува, го има кажано, или тој и тој е криминалец, криминалната влада на А па тој и најде тој. кој да каже кој е паразит. Значи вие Пошто он е имате многу вака вие вреден имате цел живот. значи тоа се небулозни ствари. Имате сега актуелен е Арвен Таравари денојве. Случајно знам, Таа е темата прва која што таа тема требаше да почне. случајно знам, Ама више помина сад време. значи случајно знам една анегдота од првата влада, нели Таравари беше во првата влада Да. со Заев. Значи тој има изјавено на влада, на пауза на влада, излегол и на телевизија рекол криминалната влада на СДСМ и дуи, А он унатре. а он внатре, Да, на маса. точно тоа. Значи, тоа ви е, како да ви кажам, тоа е небулоза. Тоа е психоза. Значи, да. Значи, ви имате ситуација каде што имате таква ситуација. Имате политички партии и личности кои се бават со политика, кои немаат прво вредностна вертикала. Немаат морална вертикала. Значи, Амди Бајрам, Бог нека му душа прости, на времето велеше, браќа роми, не правите цигански работи. Ние имате на политичка сцена, ги имаме тие работи цело време. Ја ќе ви кажам и една анегдота, како ја гледам нашата политичка сцена. Една жива приказна, ако ми биде дозволено, ќе ја раскажам у кратки црти. Слободно. Значи, имаме еден многу голем другар во Сараево. Тој е муслиман. И тој ја има поминато војната. Во 91, 2, 3, 4, 5 година. И со него сум разговарал многу о тоа. Иначе тој е од едно пројугословенско, тој нема чувство на муслиман, тој има чувство на југословен, таму има многу такви. Да. Со такво чувство. И кажува сега за војната, вика, на почетокот на војната, вика ги имавме србите од другата страна, вика, ама ја имавме и JNA, и сега они беа, вика, со оружје, они има алкохол, има дрога, има пари, има се. Ние немавме, вика, ништо. Табула раза. Значи, тргаме, вика, во војна. И, вика, постепено, вика, дојдовме, вика, и до пари, и до оружје, и до муниција, и до алкохол, и до дрога, сето, војната, вика, све бара, и, вика, све направивме. Вика, немавме луѓе. Србите беа помногу бројни, од другата страна имаш држава која стои за тоа, ние немавме ништо. И, вика, отидовме кај ромите во Сараево, вика, за една конкретна акција да се договориме, вика, за да работат за нас. И, вика, дотидовме со пари, им дадовме пари, им дадовме се што треба, и оружје, и муниција, и ги поучивме малце како да пукаат. Идеме на конкретна акција. И акцијата била околу Тузла, сега се сеќавам како ми кажуваше, и имало некоја река, шума, лето било, конкретна акција, 200 метра воздушна линија помеѓу србите и босанците. Таму има езеро. Да, и сега ромите со босанците, ама ромите имале своја бригада и имале командант на бригадата, босанците биле тука, а србите, знаете тоа веројатно, србите, босанците ги викаа балии во војната, балии. И савајлето, во рани мугри, излегува, треба се акцијата да почне, значи, кој прв ќе пука. И некој пијан србин од другата страна излегува, ги осетил дека се тука у близина и рекол: "Ајде балие, изаđite балие, сад да видимо ко смо, сад ќе да видите ви шта ćemo да урадимо са вама. Ајде балие, изаđite." И ромите до нив, до балиите, нели? Ромите викаат: "Ајде балие, вас тражу, изаđite вика, вас тражу. Ајде." Знаеш, и да ги нема, избега, зеле парите, зеле се. Нашата политичка сцена 32 години во голем дел е тоа. Да, ајде бале изаđите.
изаđите балие и тоа е тоа, вас стражува. Да. Значи, ние имаме, кај нас е тоа кванташки пазар. Да. И сега, реално, партии кои имаат вертикала, тоа се Социјалдемократски сојуз, ВМРО ДПМН, се согласувам. Значи, другите партии, тоа се цепаници од таму што се излезени и тие партии, тоа што се случува, деновиве, например, со Алијанса, тоа што се случува. Што е тоа поразлично од тоа што се случува во македонскиот блок за време локалните избори, што се случуваше? Што се случува сега, што веројатно може и ќе се случува и така натаму и Па така они од нас натаму. научија. Да. Кај нас Па фали ВМРО ДПМН имаше такви тепачки препукувања, оставање У 90-та. у 90-та. После